Во тек е една прекрасна изложба во Домот на армијата, голем формат. Тоа е годишна изложба во рамките на програмските содржини на Друштвото на ликовните уметници. Ке разговарам со председателката, професор доктор Јана Манева-Чупаска. Добро утро, како сте, Јана? Добро утро, добро утро. Во една работна атмосфера. Не можевме во Домот на армијата, меѓутоа ќе ни прераскажете, бидејќи голем формат и доста автори се представени на ова изложба. Може ли да ни ја презентирате? Најнапред, благодарност за вашиот интерес, кој што редовно ги следите нашите програмски активности на Друштвото на ликовите уметници на Македонија. После една кратка пауза од летото, каде што нашето друштво, здружение имаше последната изложба Скопски урбани приказни, продолживме со есенскиот, да речеме, со есенската сезона на изложби, каде што посакуваме и знаеме дека успешно ќе ја завршиме 2024. Изложбата голем формат е биенална изложба на Длун, каде што Уметничкиот совет констатира дека имавме пријавено доволен број на учесници, се направи селекција. Знаете дека сите наши изложби се селективни. Во однос на селекцијата јас не можам да говорам, бидејќи тоа е работа на Уметничкиот совет. Тука е председателката на Уметничкиот совет, професор доктор Маја Рауник, и целата екипа од членови колеги кои што сметаат дека одредени автори треба да влезат или не треба да влезат во смисол на селекцијата. Многу често говорам и сакам да кажам дека селекцијата која што ја прави Уметничкиот совет е работа по статут. Так. Тоа не значи дека некој автор не си ја знае работата. Ние сме здружение целосно равноправни со огромна бројка на Длун. Меѓутоа, тоа е еден концепт кој што го размислуваат членовите на Уметничкиот совет и нивната задача е дали според таа дадена тема доволно се одговорило според сите пропозиции кои што самиот повик до уметниците го има. Драго ми е што оваа година наградата доби уметникот Перо Кованцалиев со неговото дело Дамки. Големиот формат е секогаш инспирација за сите нас авторите. Навистина е предизвик да се совлада една огромна композиција. Голема е разликата да се работи на мал формат и на голем формат. Навистина се треба една голема подготвеност да се направи еден концепт кој што ќе значи на крајот голем формат. Не стоите во место, убаво кажавте на почетокот есенски активности, вечерва имате повторно? Вечерва се отвара современа скулптура во галеријата Кора. Ги поканувам сите заинтересирани кои што сакаат да посетат оваа изложба на современа скулптура. И проектот ликовната изложба современа скулптура е токму наменета на, да речеме, експериментите во современата скулптура. Иако редовно нели се појавуваат класични стандардни просторни композиции скулптурални, во зависност од идентитетот и подписот кој што скулпторот го има, апсолутно квалитетна изложба во 20 часот во галерија Кора вечерва ќе биде отварањето. До кога ќе трае? Ќе трае 10 дена. Да. И за Венеција ќе одите? Тоа ме интересува. Експериментален цртеж во однос на меѓународниот, да речем, пат на Длун, кој што успешно го водиме веќе неколку години. Експериментален цртеж веќе трета година патува во различни земји. Ќе потсетам дека оваа година експерименталниот цртеж беше посветен на Борко Лазевски. Отварањето пред македонската публика беше токму во ателието во куќата на Борко Лазевски. Благодарност до Росица Лазевска, керката која што ја отстапи куќата на незиниот татко во ателието, каде што ние токму таму ги презентиравме новите цртежи на изложбата Експериментален цртеж. Сега патуваме во Венеција. На 7 ноември ќе биде отварањето во галерија Кунст во Венеција, отварањето на експерименталниот цртеж. Мислам дека е одлична можност да се представиме со тие 40 на дела пред италијанската публика. Веќе сме во контакти со конзулатот во Венеција да ни дадат поддршка во однос на тоа, бидејќи се работи за голема изложба, која што сакаме достоинствено да ја представиме од секој поглед. И само во овој контекст сакам да напоменам голема благодарност до Љупка Делева, наша членка. Ние како здружение
на последното собрание доделувавме, да речеме, титулар, уметнички амбасадор на наши членови кои што живеат надвор од границите на Македонија. Токму Љупко Делова е најголемиот протагонист кој што ни помогна многу да ја најдеме оваа галерија Кунст и таа ќе биде одговорна за и отварањето и затварањето на изложбата. Отлично. Со што закружувате годината? На 13 ноември, стандардно со годишната изложба на Длум во Националната галерија на Македонија и завршуваме на 27 ноември со малформат и миниатура во Културно-информативниот центар во Скопје. Имате уште доста работа. Имаме, да. Затоа и публиката сака да има изложби, сака да ги гледа креациите, да ги буквално да ве следи во се она што навистина е достапно за јавноста. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма и се гледаме во следна прилика. Секако, благодарам и вам.